Фудбалските второлигаши натаму пасивни околу промоција на нови засилувања. Освен Шкенди Рачинова која досега има 4 засилувања и Охрид со 2 засилувања, останатите без официјална промоција на нови играчи освен заминувања. Како што претходно информирав, има неколку заминувања од Кожув, Детонит, Плочковица и Беласица, а по едно заминување има од Каменица, Саса и Осогово. Шкенди Рачиново досега се засили со голманот Антонио Столевски и Сухи Прошите кои во пакет пристигна од Слогавиница, како и со Махира Ирули од Каменица Саса и Владимир Жоглев од Осогово. Тимот на Охрид се засили со Благој Спирковски од Кожув и Давор Серафимов од Шкупи. Останатите второлигаши засега немаат официјални засилувања, но тоа што веќе има заминувања, но тој што и во најави има за уште повеќе заминувања, го отвара прашањето за тоа дека ќе има интересен и турбулентен преоне рок во втората македонска фудбалска лига. Дополнителна тежина има и тоа што втората лига се крати од 16 на 14 екипи, а тоа значи дека директно испаѓаат последните 5 екипи, а екипите од 11-тото до 9-тото место ќе играат бараж за можен опстанок во втората лига, а како што истакна и претседателот на фудбалската федерација на Македонија Масаро Мерагич во неговото новогодишно интервју, втората лига во иднина ќе се скрати на 12 екипи. Токму кратењето на лигата е со цел да се донесе квалитет, а тоа ветува интересен зимски преоден рок.